Здрави силни деца е желба на секој родител, за тоа да биде така, уште од најраното детство тие треба да ги научат да консумираат здрава храна. Освен во домот за здравиот начин на исхрана учат и во градинките. Штипската градинка Вера Цривири Трена денес организираше работилница за здрава храна, на која освен децата учествуваа и нивните родители и баби. Во однос на исхраната за здравата храна, еве и денес укажуваме, дечињата да имат основни знаења за овошјето, за зеленчукот, за сите оние здрави намирници кои што нормално кога ќе пораснат ќе ги сега и кога ќе пораснат ќе ги користат. Секојдневното консумирање на овошје и зеленчук кои содржат различни витамини е од големо значење за зајакнување на имунитетот. Затоа денес дечињата изработија и сликовница која ги содржи сите здрави намирници. Јас сум витаминка, вашиот пријател. А да бидеш пријател, треба да имаш многу пријатели витамини. А сега ние ќе ви покажеме колку многу треба да не јадете вие. Ние денес ќе правиме за здрава храна книга. Ние јадеме морков, здрава храна. Морков, краставичка, банана, крушка. Во подготовката на здрав оброк покрај родителите беа вклучени и бабите. Ние, пензионерите, донесовме зеленчук, овошје и со тоа да ги потикнеме децата дека треба да јадат здрава храна. Веќе четврта година поред, Општина Штип продолжува да го реализира проектот Дружба на бабите и дедовците со децата од детските градинки. Проектот Дружбата меѓу баба и дедо и децата од детските градинки, кој се реализира со Сдруженијето на пензионери и детската градинка Вера Цривири Трена, продолжува и оваа година, а и во програмата за наредната година, односно во програмата Социјална детска и здравствена заштита. На децата исто така уште најмала возраст треба да им се развие љубовта кон книгата. На еден креативен начин ги привлечеме кон книгата, бидејќи од неа можат да научат многу убави работи. А тие и учеа во нивната градинка дека низината прва книга е сликовницата. Во рамките на месецот на книгата, денес дечињата од детската градинка Вера Цривири Трена организира работилница во Штипската библиотека Гоце Делчев.